Третиот аспект на образованието се однесува на мотивација на наставниот кадар. Нивниот личен приход во 2022 година и 2023 година го зголемивме за 18,4%. Ова политика ќе продолжи. Најавувам дека како резултат на дискусиите со репрезентативниот синдикат наскоро ќе имаме ново зголемување на платите и тоа што се допива со општиот колективен договор, но исто така и усогласување со минималната плата. Можам да кажам дека во период од една година сите етапни покачувања на платите на наставниците овозможуваат кумулативен пораст на нивниот личен приход над 35%. Министре, како да коментирате изјавите на синдикалецот Гиевски за протест, каде што и сум пиша никако изгледа, дали разговарале со вас, дали разговарале? Денеска, мислам дека во 14 сатот ќе имам заедно состанок со независниот синдикат. Вчера реализирав состанок со СОНК. Јас тоа што го кажа во говорот, дека ќе продолжуваме со повисоки плати и од овој 1 септември. Повисоки од општиот колективен договор што ќе добиват сите во јавниот сектор, ќе го добива и образование и одреден процент кој го проговараме со Министерството за финансии усогласување со минималната плата. Јас и на СОНК и на независниот синдикат не сакам никогаш децата или учениците или наставниците да бидат дел од дневната политика што се води помеѓу синдикатите за кој што повеќе членство. Нека најдат било кој друг инструмент. А јас како министер, еве кажувам дека од 1 септември ќе има повисоки плати, кој кумулативно за една година, ова не е направено повеќе од 20 години или од почеток, добиваат повисоки кумулативни од 35%, повисоки кумулативни. Па ако продолжуваме вака, со новиот модел на општиот колективен договор, секоја година ќе се добиват повисоки плати. Затоа и во денешниот состанок, ова ќе биде мојот став, ова ќе биде мојата цел, никогаш децата да не ги користиме било за политики помеѓу Министерството, било за политики помеѓу синдикатите.